На седницата на Советот на општина Кочани не помина информацијата за поплавите во регионот и последиците од нив. 10-минутната дискусија околу доставените податоци заврши со заклучок дека тие треба да се доработат, односно да се поднесе дополнета информација со бројки кои ќе покажат колкави количини вода протекле низ водотеците во Кочанскиот регион. Советникот Владко Трајанов даде пофалба за задничката активност на Советот и надлежните служби за преземени мерки за заштита на мостот на Оризарска река меѓу Грдовци и Мојанци, но праша дали не можело навреме да се преземат мерки во контролирањето на нивото на реката Брегалница. Колку метри кубни во секунда се испуштени од веќе преполнетата брана Калиманци? Мои сознанија се, а тука нема ништо демантирано, нити дадено спротивни сознанија, имате информација да сите пред вас, да не ја читаме сега одговорница. Мои сознанија се дека ден-два пред поплавата се испуштени само 5 кубика метри во секунда. Додека, кога веќе почнаа обилните дождови и дојдоа енормните води, таа бројка да се покачи, односно веќе не е можела ниту да се контролира, што одоздолу од испуштениот канал, што како прелив 300 метри кубни во секунда. Трајанов направи и математичка пресметка за да долови за колкава количина вода се работи, во обид на советниците да им представи дека состојбата била како елементарна катастрофа. 300 метри во секунда, ако го метри кубни вода, ако го помножиме со 60 во минута и повторно со 60 во час, доваѓаме до запрепастувачки околу 1.000.000 кубика во час. Ако земеме во предвид дека капацитетот на Калиманската брана е некаде околу 100 и нешто кубика, кога е максимално полна. 100 и кусор милиона кубика, кога е максимално полна. Тоа значи дека како да ни се десе елементарна непогода, не дај Боже, да ја нема браната и целата таа вода да истече за 3 деноноќја. На седницата имаше предлог и понатаму да се следи хидролошката состојба, посебно поради најавите дека се очекуваат нови врнежи од дожд. Деновиве на интернет гледам статии и повестици дека исто така се очекува влажна пролет или дождлива пролет во Македонија, така да превентивно не е лошо да се стапи во контакт со Хидрометеоролошки завод, да се провери таа информација, дали навистина така и навремено да се подготвиме, односно да се испуштат потребните количини постепено од браната Калиманци, затоа што земјата е заситена со вода, нема многу можност да прими доколку настанат евентуално нови дождови, поројни дождови. Предлогот за доработка на информацијата беше подржан и од советничката група на мнозинството во Советот. Јас се согласувам како координатор на советничка група да оваа точка, бидејќи е многу осетлива, да биде оставена за наредна седница, да биде изготвена подетално со присуство на изготвувачите на оваа информација, во нивно присуство да подетално ја разгледаме, можеби до тогаш ќе имаме време и тие ќе имаат време да изготват дел од настанатите штети и како информација не бидат доставени. На гласањето за доработка на информацијата за поплавите, советниците беа едногласни. Со тоа го задолжија Водостопанство Брегалница за наредната седница да ги комплетира бараните податоци и повторно да ги понуди на разгледување пред Советот.